Добро утро, Симона. Токму така неодамна Младински сојуз од Крушево ја промовираше анализата млади медиуми и европски интеграции, но и за тоа колку младите веруваат во вестите, како се информираат за Европската Унија и колку веруваат дека еден ден Македонија ќе стане дел од европското семејство. Токму наутрово на оваа тема разговараме со Билјана Стојчевска од Младински сојуз од Крушево. Билјана, добро утро и добре ни дојдовте во Македонија наутро. Добро утро, вие добре ни дојдовте кај нас. Добре ве најдовме во вашата канцеларија. За почеток на разговорот, што покажува оваа анализа што ја подготвивте, млади медиуми и ЕУ интеграции? Колку младите навистина се информирани за ЕУ процесот? Оно што мене ме радува што го покажува анализа, дека младите се позитивни кон ЕУ интеграцијата на нашата земја. Тоа е главниот заклучок од самата анализа, меѓутоа во однос на информираноста на младите покажува дека голем процент, над 65% од младите се или недоволно или делумно информирани за ЕУ интегративниот процес и генерално за Европска Унија како таква. И тоа ни дава на нас, невладините организации, особено на вас медиумите, да ја поделиме задачата, дека треба повеќе да се фокусираме на квалитетно информирање на младите на оваа важна тема за нашето општество. Така. Билјана, кои медиуми младите најмногу ги користат кога станува збор за информирање за Европската Унија? Сигурно сум веќе дека го знаете одговорот на ова прашање, социјалните медиуми и тоа најчесто Инстаграм, бидејќи паралелно спроведувавме и анализа за користење на дигиталните алатки на медиумите. Инстаграмот на новата генерација е фокусот од социјалните медиуми. Меѓутоа, не се за подценување процентите и за традиционалните медиуми, значи над 25% од младите, беа вклучени 1000 млади луѓе, над 1200-300 вклучивме, така да релевантни се податоците, бидејќи темата ја сметаат нашиот заклучок како важна тема и од тука традиционалните медиуми и како се важни во информираноста на младите на темата ЕУ и ЕУ интеграција за нашето општество. Јас би рекла само дека е добро сите да размислуваме, да нашите продукти, вашите медиумските продукти да бидат повеќе пријателски настроени кон младите, односно да бидат со содржина и начин што би биле разбирливи за младите. Така да го постигнеме тоа ниво, ако сега да речеме 1/3 само од младите не се информирани за овој процес, да речеме за 5 години да не бидат повеќе од половина информирани за самиот процес, да се надеваме дека и до тогаш ќе имаме комплетна ЕУ интеграција. Кога сме веќе кај информирањето, но и разбирањето кај младите за ЕУ процесите, тука се поставува и прашањето дали младите им веруваат на медиумите, но и на институциите кога известуваат за ЕУ интеграциите. Комплексен е процесот на ЕУ интеграција според нив, така го представуваат, независно од силната недоверба што се јавува кај младите, најчесто знаете со реченицата дека ништо не може да се смени. Меѓутоа е самиот процес комплексно. Уморни се младите од процесот и уморни се од бирократскиот процес кој што трае. Според мене, за да ја зајакнеме довербата, независно затоа што ако не се информирани не може да имаат доверба, или ако тие го идентификуваат процесот како за нив тежок процес, мачен процес, ние треба да најдеме начин како да ги вклучиме во процесот на разбирлив, лесен начин за нив, а важно не е да бидат вклучени. Ако бидат исклучени младите од ЕУ интеграција, не информирани, исклучени, тогаш ги немаме младите во процесот и
тоа ни носи на неуспех во самиот процес, како што и ни носи во неуспех во самиот процес. Од тука задача ни е, како што кажав, дека треба да ги добро информираме, да ги вклучиме и после тоа ќе бидеме изненадени колкава придобивка ќе има процесот од вклучувањето на младите, а сакаат. Тоа дека не сакаат, покажавме и имавме настан на кој што имаше диалог меѓу младите од една страна, медиумите и институциите од друга страна, диалогот го водеа младите. Така да сакаат и можат и многу ми е драго ете што и вие како и секогаш не поддржувате и ги споделуваме информациите, тоа значи се повеќе и повеќе еден млад човек утрово да не слуша на темава, јас ќе бидам задоволна и среќна. Секако дека не слушаат, а вие како здружение често работите со европски проекти и ако знам дека во самата анализа не беше вклучено, меѓутоа сепак би сакал да прашам колку ЕУ интеграциите и Европската унија воопшто е присутна во медиумскиот простор и разбирлива за младите? Знаете како, чаптер 23, мислам, во медиумскиот простор ЕУ интеграцијата е присутна. Присутна на начин на кој што и се води самата ЕУ интеграција, присутна од страна на луѓето кои што се активно вклучени. Нормално, треба да даваме релевантни информации. Меѓутоа, за да биде истата присутна и целна кон младите луѓе, тоа е веќе друго прашање и сега ова се субјективни ставови мои, дека малку имаме што ЕУ му дава на младиот човек, кои придобивки ги има младиот човек, особено дома, во градот во кој што живее. Бидејќи ЕУ навистински работи со нас во процесот на ЕУ интеграција, мислам, јас сум голем поддржувач на ЕУ интегративните процеси и придобивките младите треба само да бидат од ЕУ интеграцијата, да бидат свесни. И затоа јас мислам дека треба заедно да работиме. Следното интервју во Крушево да ни биде пример или во Битола, каде што точно ќе покажеме кои се придобивките од ЕУ, за да можеме да ги придобиеме, тоа треба да ни бидат според мене темите за ЕУ интеграцијата, за да бидат разбирливи за младите. Билјана, и за крај на нашиот разговор ќе се навратам повторно на анализата. Кои се препораките од оваа анализа млади медиуми и ЕУ интеграција, што треба да се промени кај младите да бидат поинформирани и поактивни вклучени во евроинтеграцијскиот процес? Главно треба да имаме квалитетни информации за млади, треба да ги користиме сите активно и јазикот и медиумите кои што се TikTok треба да користиме, кои што се присутни меѓу младите, различни типови, не само различни типови, како што кажав, социјалните медиуми треба да ни се фокусат во нивното информирање, да не ги исклучуваме младите свесно, бидејќи е само комплексна темата, бидејќи знаат да се носат со комплексни теми, тоа јас ви ветувам. И активно да бидат присутни во медиумскиот простор. Мислам, ова не е за вашиот медиум препорака, бидејќи сме многу активно присутни во младите, како тема се присутни кај вас во медиумот, меѓутоа треба сте повеќе и повеќе на од позитивен аспект, да се чувствуваат младите вклучени и корисни. И ова се сето, како да речам, сублимација од повеќе препораки. Најважно е да се стремиме кон квалитетни информации за ЕУ кон младите. И мислам дека тогаш, сигурна сум дека ќе имаме поголем успех, повклучени млади и млади со доверба. Така. Билјана, ви благодарам што утрово бевте дел од утринската програма на јавниот сервис. Ви посакувам успешна работа на Младински сојуз од Крушево и уште многу вакви анализи и проекти да работите што ќе придонесат за поголема информираност на младите и за Европската унија. Задоволството е наше, пак да ти дојдете на гости. Ви благодарам. Разговаравме со Билјана Стојчевска од Младински сојуз од Крушево, а наша денешна тема беше анализата која беше поводот за разговорот, насловена како млади медиуми и ЕУ интеграција. Симона?